Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежда. Имам прилика денеска да разговарам со Горица Крстева од Скопје. Овој разговор ќе го поведам со неја и ќе поставам неколку прашања. Најпрвен, еве, Горица, нека ни се представи, нека ни каже малце повеќе за себе. Јас сум Горица Крстевска, родена сум во Прилеп, а живеам во Скопје. Као дете сум дошла во Скопје како ученичка, а потоа тука се омажив и основав семејство. Значи, како девојка си дошла овде? Да, како девојче, младо девојче. И тука си останала? Тука сум останала и тука сум. Колку години веќе си во Скопје? Па од 65-та година сум тука. Јас сум имал 5 години тогаш. Браво. Значи, твојот животен пат те довел овде во Скопје. Имаш семејство и имаш и деца, сега тие се возрастни, така, своји семејства имат. Да. Бидејќи ова станица, ова радио е религиозно, па кажи ни, Горице, првото познавање за Бога, односно првиот контакт со верски улоги или со Библијата, може да се сетиш? Првото познавање со Бога, јас како дете сум го имала Бога во срцето, во душата, зашто као православка, како сите што, значи, веруваат, јас ги имав еден Бог. Значи, не верував као другите во слики, во икони. Тоа мене ми беше страв да појдам во црквите, меѓутоа сепак одев еднаш да се причестам, значи, као дете, као мала, како дете. Сама или со стари? Сама. И така јас, кога одев како ученичка, беше моето училиште оддалечено преку 2 села, и јас секогаш го сонував Господ како ми иде од десна страна, ме држи за рака. И секогаш на мајка ми велев, јас мамо го сонувам Господ, така ми речеше, она ништо не ми кажуваше до душа. Како го сонуваш, кај го знаеш што Господ? Мамо секогаш ме држи за рака, вика. Ко дете? Јас тоа толку, значи, мајка ми учела веронаука, меѓутоа ништо не ни кажа, не запознала со Бога или со адети, со обичаи, не, ништо. Нема лепо, тоа јас пораснав, ете и дојдов да учам во Скопје и така. Значи, како што кажавме, поред, јас после проблемите доаѓаат како се омажив, има многу проблеми, маки, болести, чуда и се што. Јас го барав Бога под земја, под камен, по сите цркви, сите манастири. А одеше во црква како млада, како девојка? Па не го најде таму? Не го најдов таму. Так. Па не го најдов. Го барав, ајде таму не го најдов, ама јас одев и секогаш се молев на еден Бог. Ама јас еднаш кога видов, ја трваме и се моли на иконите. Ја реков, добре, викам, ја не знам да се молам. Преку иконите на Бога се моли. На Бога се моли. И така останав, меѓутоа после тоа почнав и јас да се молам и така ми дојде еден глас, вика да славиш слава Свето Петка. Јас нема кога да опрашам, попот го прашувам и попот вика да, рече, мора да славиш, ама не мора гости да чекаш, рече само ќе се носиш лепче, вика тука и тоа. Јас почнав така да носам лепче и да дури дома почнав да гости да чекам. Уште повеќе ми се позасилија, многу проблеми ни настана. И сега јас, нели, како што реков, почнав да одам да го барам, да го најдам Бога каде е вистинско. Ова не ми спомнуваш, одев во црквите и чистев таму некогаш и готвев за попоите таму и гледав ти што зборот како ги пратев. За мене тоа не ми спомнуваш. Затоа решив да го барам Бога. Така. Колку време помина? Значи се омажи во меѓу време и се уште имаше проблеми? Било како? Се појавува во животот. Кога после, кое време беше кога ти навистина го запозна Бога и го почувствува и го направи и чекор завет со Господ? Да, тоа чекор Бога го направив јас кога братучет ми Ристе доаѓаше, што ние сме биле многу блиски, доаѓаше кај мене, не ми кажуваше ништо до душа, него само викаше
кога тогаш црквата беше Добро? да кажам, Да. беше во Петар Попаш. Служеја во саботите, значи се служеше во Саре. Аха, да, тогаш Саре, едно време нако, таму се собира, се да. собираме, и така. Добро? И одејќи таму отидов и слушам, собрам млади сите ги знам по име кој А уште беше. тогаш почна контакт? Уште тогаш, Аха, да. И тогаш слушнав песната "Зошто си тажен, зошто си разочаран". Так. И јас тоа ми влезе во душата, во срцето, ја реков, ова е веќе почеток и нешто ми се случи, нешто, сите болки вака Почувствува убаво на душата. убаво, ама сите јадови ги изнесув тука. И сите, и така почнав после да одам црква, да одам, например, се одевме, се дружевме и во по парковите, паркот Така, одеме, така. цела црква, значи одеме тука се дружи во службата Да, и во природа се одржуваше служба, да? така, а меѓутоа сега кога гледам дека нешто читаат, што читаш, што книги се овие, прашам што читате, што кажуват, ја не знам што е тоа, појма немам, Библија не знам, што не сум знаела што е тоа Библија. Си припагала во одредена верска заедница, сега да не ја спомнам, Библијата не се ја знаела претходно. Кога почнав од почетокот. Поповите не ти кажаа нешто? Не. Света Петка ти ја препорача? Да. Так. И сега кога прашувам, викам, абе што читате? Значи не е после, значи нашите адвентисти Да, кога да. беа, вика, па има Библија, како е таа Библија? Чекај да ја видам како е, да ми кажуваат. И најпрво Светле Радичевиќ што беше, знаеш. Да, ја знам. Вика Тутка Горица, тоа млада беше 20 години дали имаше тогаш. Девојка Тутка беше, Горица да. вика, дај, вика, јас имам Библија, ти дам, а дај ми 700 дена. Добро, така се ги купувавме и ги продававме, тоа беше Ја викам, цена. одма ќе ти дадам, ја со радост да ја купувам, од радост, кога почнам да читам, кога почнам да се радувам, кога ми дојде една радост во душата, ме промена едно, само да се радувам, само да се смејам, само да пеам, абе. Така сум ја зела тоа книгата, кога Библијата кога зедов да ја читам дома, значи секој збор ми беше вдакнат, запишан во душата, во срцето, све да знам. Да. Све. Библијата е сладка како мед. Ама тоа нема... Добро, бидејќи полека се ближиме кон крајот на кажи ни, Горице, колку години имаш кога го направи оној судбоносен чекор што велиме, завет со Господен, вид договор. Колку години имаше? Тоа имав 38 години, мислам. 38 години. 40, Добро, мислам. значи, колку години веќе се дружиш интензивно со Бога, со и во молитва го славиш Господа. Значи, од 38-40 години твојата старост. Па 30 години. Да. 30 години. Да. Можеш ли да ни кажеш една кратка порака до нашите гледачи, бидејќи сега имаш преку 60 години што се вели искусна си во христијанството, зошто треба да ја читат Библијата и зошто да ја користат молитвата во свој детски живот? Затоа што Библијата е патокас на животот. Преку неја го запознаваме Бога и го познаваме, значи зашто Бог тука ни ги дал 10 Божји заповеди, од која преку него, преку тие 10 заповеди познаваме што е добро, што е лошо. И тука, значи, нас не учи Исус, нашиот спасител, да речам, и гледаме на него како тој што живееше, ние да го живееме неговиот живот, да гледаме како тој се молеше, како тој живееше. Значи, молитвата не остави самиот Исус Христос, кога учениците му рекаа, уште се ни кажа, Господе, ма кажи ни уште како да се молиме, тој му кажа, Оче наш. И ја кажува, да. Значи, преку страниците на Библијата го откриваме Бога, неговиот карактер, неговата љубов, како што речи, патот кој ќе не однесе до небесниот татко. Значи, се уште веруваш во Бога, се молиш. Многу верувам. И така ќе остане до крај. Тоа ми е утеха и надеж и до вечноста и све Бог ми исполнил во животот. Фалам, јас сум многу благодарна, многу задоволна и сега да умрам и сега да прекини животот, ја ништо не жалам, само да бидам со Господа. Меѓутоа порачувам сите луѓе да бидат спасени, да бидат, прво викам, еве моите да ги спаси Господ, сакам моето семејство, моите роднини, блиски, далечни, па и ни пријателите ги сакам. Така пише во Библијата, најпред да се молим за своите, па за роднините и за сите. Почитувани гледачи, ова беше Горица Крстевска од Скопје, што туку разговаравме за низината вера и за низината љубов кон Господа. Ти благодарам, Горица, нека Господ те благослови и нека ги услиши твоите молитви.
молитви. Amen. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата емисија. После музичката точка се враќаме повторно во нашата програма. You surround me with the song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard that the whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To you're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I am a child of God. I am a child of God. Glas na nadešta.
Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ке слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов «Радувајте се што сте биле болни». Болеста чудно делува врз нас. Или го изнесува она што е најдобро во нас, или она најлошото. Некои луѓе стануваат огорчени и цинични кога ќе се разболат, додека пак други стануваат задоволни или пак апатични, нерасположени. Изгледа дека некои луѓе дури и уживаат да се разболат, посебно ако не се работи за некоја комплицирана болест. Тие остануваат длабоко огорчени, без оглед на тоа за каква болест станува збор. Англичаните го користат зборот patient, за да означат болна личност. Но изворното значење на зборот patient е трпелив. Повеќето од нас стануваат се друго, само нетрпеливи, кога станува збор за болест. Меѓутоа, ако сме подготвени, сите ние можеме да научиме корисни лекции од една болест. Само болеста или некој несреќен настан не се одговорни за тоа, туку нашиот личен став. Мал број луѓе успеале да поминат низ животот, а да не се соочат со некоја болест или несреќа со помал или поголем облик. Порано или подоцна, секој од нас мора да се соочи со некаква немоќ. Понекогаш болеста доаѓа и сосем случајно, но понекогаш болеста е резултат на нашиот недоволно мудар начин на живот. Трагично е да се помисли дека тоа е токму единствениот начин на кој некои од нас можат да научат како да живеат подобро. Затоа не сметете за себе дека сте најнесрекна личност на светот ако ве снајде некоја болест. Може би треба да научите некои важни лекции, може би ќе го откриете својот вистински карактер, своето вистинско јас, од начинот на кој одговарате на таа болест или несреќа. Колку и да изгледа чудно сериозната болест е често прв и најзначаен чекор кон долготрајно и добро здравје. Тоа секогаш зависи од тоа колку спремно ќе ја примиме болеста и дали од тоа искуство ќе научиме како да се дисциплинираме самите себе си. Скоро 20 години госпоѓа Џонс патела од чести болки во стомакот. Се чини дека болките најчесто доаѓале во моменти кога таа била во посебен нервен набој. Таа била една од оние отворени и способни жени кои со цврста рака управуваат над сите своји домашни и над сето свое домаќинство. Честопати била во судир со своите соседи и повеќето од нив одбегнувале секаков контакт со неа, па дури и оддалеку. За време на честите напади на болеста, секогаш била незадоволна и изнервирана. Болеста била добра за другите луѓе, но не и за неа. Изгледало дека оваа сирота жена носи со себе постојано чувство на непријателство кон сиот останат свет. Била далеку од она што лекарите го сметаат за идеален пациент. Кога ја префрлиле во болница, таа имала тешко крварење во стомакот. Незиниот случај бил навистина сериозен. Требало потполно да мирува, но тоа било скоро невозможно за оваа сирота жена. Штом се извлекла од опасноста, таа била и понатамо огорчена и незадоволна како и секогаш. Оваа сирота жена никако не можела да се сложи со самата себе. Со сигурност можеме да кажеме дека незиниот стомак нема никогаш да оздрави, доколку таа не научи како правилно да живее. Она што и било потребно на оваа жена бил нов начин на живот, а не нов вид апчиња. Така многу луѓе својата нервоза ја припишуваат на лошо варење, додека во реалноста лошото варење е резултат на нивното лошо расположение. Господинот Лонг бил сосем различна личност. Тој воопшто не бил кавгаџија. Тој бил висок, привлечен и силно граден човек на своји 50 години. Во својата младост бил атлетичар, меѓутоа денес тој е инвалид. Пред скоро 20 години овој човек добил мултиплекс склероза. Во почетокот почувствувал само мала несигурност во одењето.
Се лечел во неколку познати медицински центри, но неговата чудна болест не го напуштала. Постепено станувал се поголем и поголем инвалид. Денес неговите движења се неспретни и помалку смешни. Мора да се држи за нешто додека оди, а говорот нејасен бидејќи мускулите на неговото грло се зафатени со болеста. Дали овој човек е обесхрабрен? Не, ниту најмалку. Тој е еден од најрасположените и највеселите луѓе кои што сум ги сретнал. Тој е познат адвокат и носи сериозни одговорности во својот град. Тој не ужива во тоа што си од свој живот ке мора да остане хендикепиран, но тој прави се што е во негова моќ на најдобар можен начин да се служи со оние мускулни функции и со онаа сила на мускулите што му преостанала и во потполност ужива во животот. Вистинскиот успех во животот не зависи од тоа дали ќе се соочиме со некаква болка или неспособност или не, туку од тоа колку ќе бидеме во состојба да дадеме се од себе и со секоја ситуација храбро да се соочиме. Господинот Лонг не сака луѓето да го сметаат за инвалид. Тој не бара нивно сочувство и сомилост. Тој знае дека може самиот да се грижи за себе и правејќи го тоа ја одржува својата самопочит. Повеќето хендикепирани луѓе сакаат останатите луѓе да ги сметаат за нормални наместо да ги сожалуваат. Тоа е многу здрав став. Таков став секогаш треба да се поддржи. Секоја хендикепирана личност би требало да научи некој корисен занает или професија. Не би требало да стане зависен од туѓата милостина. Во повеќето случаи, личноста е во состојба да се грижи за своите сопствени потреби, само ако за тоа и се даде прилика. На тој начин се подига незиниот морал и се изградува незината самопочит. Подготвувањето на хендикепираните личности на некоја корисна професија ќе и помогне да најде место во општеството како корисен член. Тоа е многу важно за добродетелта на една личност. Да ви раскажам за едно момче кое било син на едно големо семејство кое живеело на фарма. Во раните тинеџерски години ова момче се разболело од парализа. Неговиот татко се потпирал на неговата помош во одржување на фармата и издржување на семејството. Тие биле сиромашни луѓе и не можеле да ги платат скапите медицински и болнички трошоци. Затоа, своето момче морале да го лечат дома. Наскоро ова младо момче станало предмет на толку големо сочувство и жалење во својот дом, што загубило секаква желба за оздравување. Бил преплавен и уништен од емоции. Секоја вечер кога би завршил со својата работа, таткото би доаѓал и би седел крај неговиот кревет, би му читал и би се обидувал да го разведри, но се чинело дека слабо успева во тоа. Момчето станало се поогорчено и помрзоволно, бидејќи повеќе не можело да се служи ниту со своите раце, ниту со своите нозе. По извесно време, неговиот татко му станало јасно дека ако не направи нешто драстично, неговиот син, веројатно, никогаш повеќе не ќе може повторно да оди. Така еден ден испратил едно од помалите деца во град да купи едно колаче, за кое знаел дека неговиот болен син многу го сака. Од вечер во вечер, таткото би доаѓал до креветот на момчето, би ставал колач во неговата безпомошна рака, а тогаш нежно би го подигнал до устата на момчето, за да може момчето да го изеде колачето. Една вечер го ставил колачето помеѓу прстите на момчето и му рекол дека од сега самиот ке мора да го стави во уста, а потоа тивко излегол од собата. Половина час, ова сирото момче лежело додека солзи му течеле низ образите. Се чувствувало толку слабо и безпомошно. Му се чинело дека неговиот татко ја направил најсуровата работа што можела да му се направи на еден безпомошен инвалид. Но сепак почнал да сваќа дека тој можеби и не е толку безпомошен како што му се чини. Вреди барем да се обиде да си помогне самиот на себе, и тогаш почнал да се бори. Неговите мускули трепереле од болка, но тој храбро се борел. Постојано одново се обидувал. Поминало уште половина час, а тој се уште се борел. На крајот, сепак се обидел да ја подигне својата рака до устата и сега можел да ужива во своето омилено колаче. Меѓутоа, она што било поважно е фактот што тој сватил дека тој може да направи нешто со што би си помогнал на самиот себе. Од тој момент почнал да заздравува. Најпрви научил да ползи околу креветот,
Потоа научил внимателно да се спушти на подот и да се довлече до креветот. Малку помалку научил да оди. За само 1 година подоцна, ова момче кое некогаш било инвалид, сега повторно помагало во работите на фармата. Денес тој е успешен деловен човек и водач на една голема производна гранка. Наместо да го сожалува, неговиот татко го охрабрил. Одел од успех во успех затоа што научил како да си помогне самиот на себе и да се бори за своето здравје. Овој човек бил среќен што имал толку остроумен и чувствителен татко. Татко кој бил спремен да го остави своето момче малку да се намачи само за да му помогне да научи самиот да се служи со своите раце и нозе. Може би за него била и среќна околност што израснал во сиромашен дом, бидејќи неговите раце и неговата енергија биле неопходни за извршување работа на фармата. Кога би израснал во богат дом, може би добил и посебна сестра, која би го негувала и би се грижала за него 24 часа дневно. Може би во тој случај би останал безпомошен инвалид и таков би останал до крајот на животот. Но ова момче научило да се дисциплинира самото себе и денес тој е почитуван водач во својата средина. Сигурен сум дека веќе сте ја слушнале трогателната приказна за Хелен Келер. Таа е една од најпознатите жени на модерното доба, но сепак таа е и една од најхендикепираните. Таа е и слепа и глува. Се родила како нормално бебе, но во втората година од животот добила сериозна болест која ја оставила доживотно слепа. Неколку месеци подоцна таа станала потполно глува. Тоа се случило во време кога само што почнувала да зборува. Сега кога повеќе не можела да ги слушне луѓето како зборуваат околу себе, таа заборавила како да произведува гласови. Следните 4 години била и нема, и глува, и слепа. Кога Хелен Келер имала само 6 години, незините родители се обратиле до доктор Александар Греем Бел, кој бил пронаоѓач на телефонот. Барале совет од него како да го воспитуваат и да го образуваат своето дете. Тој и испратил една многу способна млада учителка. Таа била млада девојка на своји 20 години, која и самата неодамна била излечена од слепотија. За само 4 седмици, таа млада учителка го научила ова хендикепирано девојче да зборува. Хелен Келер била одличен ученик. Учела многу брзо и далеку ги надминувала децата на својата возраст. Иако била и слепа и глува, ова девојче добило универзитетска диплома со одлични оценки кога имала само 24 години. Научила неколку јазици и напишала 6 книги. Една од нив се вика Оптимизам. Многу направила за унапредување на образованието на физички хендикепирани лица. Незиниот живот ги вдахнува сите оние кои мора да поминат низ животот без целосна употреба на своите нормални способности. Драги пријатели, дали сте можеби и вие погодени од некоја сериозна болест или можеби со некоја несреќа? Дали можеби веќе подолго време сте биле врзани за болнички кревет? Ако е така, не дозволувајте на ниту една горчлива мисла да помине низ вашата глава. Завидливоста и огорченоста секогаш не лишуваат од животната радост. Научете како на најдобар начин да се навикнете на вашиот хендикеп, за да можете со вашата потешкотија да се соочите без само сожалување. Можеби од вашата болест можете да извлечете и некаква корист. Можеби можете да и дозволите да ве научи како да живеете потполно. Можете да најдете нова храброст и да гледате на животот од нова перспектива. Можете да најдете ново задоволство во животот, учејки како да се соочите со своите проблеми без страв од неуспех. Без оглед на тоа дали е вашата болест од физичка или ментална природа, вие можете да научите како да живеете и како сиот ваш живот да биде потполно обновен со нова радост и нова надеж, и како да уживате во новите радости кои Бог се уште ви ги дава. И не заборавајте, иако можеби денес сте хендикепирани, вие можеби ќе можете да си помогнете самите на себе да станете поздрави, посрекни, а потоа еден ден ќе ви биде мило што некогаш сте биле болни.
Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pred stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si Bog. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Gospodar mora i planina, Gospodar sveta i celog svemira, Gospodar sila i ljudske mudrosti, čak pre stvaranja tu bio si. Gospodar carstva i tronova, Gospodar neba i svetskih čudesa, Gospodar slave, bogatstva sveta tog, od početka samo ti si Bog. Koga gaze svi na zemlji, on pao je od bola tad, misleći na mene. Razapet na krstu radi nas, osamljen i odbačen od svih kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Kao cvet, koga gaze svi na zemlji. On pao je od bola tad, misleći na mene. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Гласна надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса
Radio Glas na Nadešta, ulica Vlaje, broj 42, Skopje. Možete da se javite i na telefon 077 819 828. Slušajte nepovtorno vo slednata prilika. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чу го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.